Дали кармата е судбина, детерминираност, дали е одмазда или казна, како што повеќето луѓе мислат за оно што сме го направиле? Да, кармата е многу интересен поим и навистина многу луѓе го дефинираат као детерминизам, судбина и казна. Меѓутоа би рекла дека тука треба да бидеме доста внимателни. Да кажам веднаш дека многу е важно, као што напоменав, да се читаат вистинските учители. Па еден од вистинските учители кој што прозборел за кармата е Хелена Блаватска, Хелена Петровна Блаватска, значи која што го основа Друштвото на теозофите, од која што потекна потоа антропозофијата на Рудолф Штајнер и која што беше во контакт со тибетанските учители. Таа на пример вели за кармата: кармата е начин да се измири, да се изедначи она што го правам, со она што ми се случува. Значи јас сум подеднакво одговорна не само за она што го правам, туку и за она што ми се случува. Ќе го објаснам ова подоцна, попрецизно. Најпрво да кажам дека самиот збор карма значи на санскрит акција. Законот на кармата е всушност закон на акција и реакција, или као што се вели во Евангелијата, како сееш, така жнееш. Законот на кармата всушност вели дека добрите постапки резултираат со добри резултати и лошите постапки даваат лоши резултати. Сега вие споменавте дали е казна, одмазда. Па всушност законот на кармата е безличен. Значи тоа значи како што делува гравитацијата, значи како што гравитацијата е закон кој што делува на овој физички план, така и кармата е еден космички закон или еден космички морал или космичка естетика, ако така ни се допаѓа. Значи безличен е, како што гравитацијата подеднакво делува на просветлен човек и на непросветлен човек, така и законот на кармата подеднакво делува на секого, и на просветлен и непросветлен. Тоа значи секој подеднакво е субјект на законот на кармата, бидејќи тоа е еден универзален космички закон. Меѓутоа разликата е во тоа што просветлениот човек на едно високо ниво го разбира законот и живее во склад со тие ограничувања. Значи не треба да замислиме дека негде постои некој Бог со бела брада кој што не казнува или не наградува, туку тоа е едноставно еден закон безличен. Значи као што јас учам да одам, ускладувајќи се со законот на гравитација, па кога ќе дојде бездна, нема да стапнам таму. Така, значи напредувајќи на овој пат, јас се повеќе се ускладувам и со законот на кармата. Односно тоа станува интегрален дел од мене. Значи јас сум слободна во рамките на тие ограничувања. Всушност тоа е вистинска слобода, да ги знам тие ограничувања. Всушност, дали кармата е казна, побрзо би се рекло дека кармата напротив е љубов. Ова е суптилно разбирање. Затоа што некогаш, некаде, јас сум излегла од онаа состојба на се љубов и сега кармата ме враќа. Значи јас сум создала, оддалечувајќи се од својата вистинска природа и од вистинската природа на се што постои, јас сум се оддалечила од оваа состојба и сум создала една енергија која што ќе ме врати. Значи кармата е љубов. Например, на исток кармата воопшто несреќата не се смета за нешто лошо како кај нас или болеста. Едноставно тоа е предизвик. Значи тоа е начин да се изразне. Например, во Кина идеограмот кој што значи криза, кој што значува криза, истовремено значи и добра прилика. Значи за кинезот кризата е прилика за растеж. Патот од кризата води низ кризата. Значи јас мора да ја поминам кризата за да израснам. Значи тоа е, во таа смисла кармата е љубов. Значи со љубов ме враќа на патот. Исто така секој ја работи својата карма, мислам, тоа е исто така едно погрешно разбирање дека некој има карма со некој друг. Мислам, јас всушност ја работам својата карма, а оној што е на таа состојба на свест, да речеме, на некој начин го привлекувам и заедно
напредуваме на овој пат кон вистината. Значи, всушност, колку јас повеќе сум ускладена со својата вистинска природа, толку помалку создавам енергија која што ќе ми се врати. Значи, толку повеќе живеам во склад со работите онакви какви што на вистина се. Реков дека Блаватска спомена дека кармата става знак на еднаквост помеѓу она што правам и она што ми се случува. Ние обично сме спремни да превземеме одговорност за она што го правиме, меѓутоа она што ни се случува, велиме тоа се случило. Меѓутоа човек кој што е на висока состојба на свест, подеднакво презема одговорност за се. Значи, на ова прашање дали кармата е детерминизам, мислам, кармата навистина е затоа интересна што прозборува за оној вечен однос помеѓу судбината и слободната волја која што е основа во перениалната филозофија, односно во сите филозофски системи се разгледува овој однос помеѓу слободната волја и кармата. Сега гностиците би рекле дека постојат состојби на свест кај што нема веќе или слободна волја или карма, туку кај што е и. Значи и слободна волја и карма. Мислам и судбина. Односно, на некоја повисока инстанца на своето јас, својата судбина сум си ја задала јас самата, бидејќи тоа е еволуционо најбрз начин низ кој што јас може да напредувам. Значи, на некој начин, со јазикот на астролозите, астролошката карта што сум ја добила, тоа е задача која што моето вистинско битие ми ја задало за овој живот. У таа смисла не постои противречност меѓу судбина и слободна волја. Значи, јас подеднакво треба да преземам одговорност и за она што го правам, значи за она што го правам по слободна волја, и за она што ми се случува, значи за она што е судбина. Навистина многу луѓе се запрашуваат и во филозофијата се поставува прашањето дали нашиот универзум е универзум на универзална детерминираност, предодреденост, или универзумот е универзум на слободна волја. Па одговорот е и едното и другото. Всушност одговорот е дека колку сум јас на повисока состојба на свест, во таа мера универзумот за мене е универзум на слободна волја. Значи, јас веќе се ускладувам со мојата вистинска природа и јас веќе не сум играчка на судбината. Значи, јас се враќам кон изворот на сепостоењето, кон изворот на креацијата и ја креирам својата реалност по своја сопствена волја. Значи, ако јас сум во состојба да се вратам